Понеделник, 20 ноември, кратки вести во 12 часот. Читателите на Охрид прес од денеска можат да го кажат своето мислење за работата на охридските пратеници во Собранието на Република Македонија. Анкетата на која можат да гласаат е дел од пошироката анализа за работата на пратениците во последниот парламентарен состав 2020-2024 година. За пратеничкото столче во 2020 година се изборија доктор Кирил Пецаков и Лидија Петковска од редовите на ВМРО ДПМН и Жаклина Лазаревска и Лазе Танески од СДСМ. По изборот на Пецаков за градоначалник на Охрид на почетокот на ноември 2021 година, на неговото место дојде доктор Грација Бакраческа. Кој е фотороботот на новите пратеници? Дали и понатаму само партиската погодност и блискоста до победничката струја во партијата ќе бидат доволни за да стане некој пратеник? Наскоро на Охрид прес повеќе за тоа какви пратеници имаме, а уште повеќе за тоа какви пратеници треба да имаме во новиот парламентарен состав. На денешен ден во 1993 година во близина на аеродромот во Охрид кај местноста Тројане се случи една од најтрагичните воздухопловни несреќи во историјата на Република Македонија. Патнички авион од типот Як-42Д на Авиоимпекс се урна на околу 4 километри североисточно од Охридскиот аеродром во момент додека леталото беше во процедура на слетување. Истрагата покажа дека до незгодата дошло поради грешка на пилотите, кога во еден момент ја загубиле контролата над леталото и удриле во планината, при што загинаа 116 луѓе. Авионот леташе од Женева до Скопје, но поради лошите временски услови беше пренасочен кон Охридскиот аеродром. Виното Вранец Требеништа на Охридската СНС винарија освои бронзен медал на саемот Винска визија на Отворен Балкан кој се одржа во Белград, Србија. Бронзен медал за нашиот Вранец Требеништа со освоени 86 поени. Втора година како учесници, позитивни коментари за нашите вина, преубава атмосфера, успешно завршена уште една презентација на нашите вина, порачаа од СНС винарија. За разлика од минатата година, кога на овој саем како држава се представивме со 45 изложувачи, оваа година имавме скоро дуплиран број на изложувачи или вкупно 74 македонски винари и дестилерии со своите производи се презентираа на вториот поред вински саем на Отворен Балкан. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.